Нечист град, катастрофален јавен превоз, револтирани граѓани. Модерно Скопје, како што ветуваше Арсовска, остана само на хартија. Градоначалничката, која целиот мандат топката за нереализираните проекти ја префрлаше кај други, на 5 месеци пред избори се обидува да го сврти фокусот кон себе. За нов мандат нема да трча. Па од тука и дилемата, зошто сега театрално реши да лоцира дивоградби и тоа само во општина Чаир. Се погласно се зборува во јавноста, како што тврдат и чаирскиот градоначалник Висар Ганију и вице-премиерот Изет Меджити, е дека Арсовска се користи како инструмент од ДУИ за дестабилизација пред локалните избори. Одвреди посочуваат на шема во која се вплеткани градоначалничката Арсовска, функционери од ДУИ и Левица за делење тендери под рака во јавното претпријатие Комунална хигиена. Од таму тврдат дека бил потпишан договор со Валон Беџети, син на пратеникот од ДУИ Блерин Беџети, за давање совети за заштита на животната средина за фантастични 12.000 евра, додека скопските улици се полни со смет. Ова не е единствената злоупотреба. Според вреди се делеле пари наромнини на директорот на јавното претпријатие Комунална хигиена, а вкупната штета била над 1.500.000 денари. Со еден подпис парите на скопјани завршуваат на сметка на фамилијата Беџети, додека Скопје тоне во ѓубре и нечистотија. Секако овој директор е поставен од другарката на Блерин Беџети, градоначалничката Данела Арсовска. Секако ова е коалицијата на ДУИ, Левица и Димитар Апасиев, од кој ќар имаат лично тие, а губат граѓаните на Скопје. По ова Арсовска се појави со отворено писмо. Сега го обвинува премиерот дека наводно тој дозволувал да и се закануваат и порача дека нема да се повлече од разобличување на криминалот. И седниците на Советот на град Скопје почнаа да наликуваат на вистински циркус. Градоначалничката во обид да ги сполитизира сакаше да зборува единствено за првиот човек на Чаир, а не и за другите проблеми во градот, но мнозинството не го дозволи тоа. Јас се извинам со вашето невоспитање, немам намера да се занимавам, ако дозволите да се искажам, ќе ви кажам каде е процедурата. Ево да бидете нервозни, нема зошто да бидете нервозни. Дали господине председавач ќе го упоменете? И узорно е, популистички и целосно провидно да се смета дека дивоградбите ќе ги реши една седница во Советот на град Скопје. Ова е мегдан, каде коалицијата на власт на СДСМ, Левица прават театар и циркус од работата во градот Скопје. И додека Арсовска изминатите денови обвинува дека постојано добива закани, никој не презема ништо од полицијата, известија дека постапиле по пријава од градоначалничката поднесена пред 2 дена. На 2.6.2025 полициски службеници од СВР Скопје извршиле службен разговор со СА 39 од Скопје, постапувајќи по претходна пријава дека на 1.6.2025 на булеварот Словенија, преку отворен прозор на возилото Мерцедес со скопски регистарски ознаки, кој го управувал, упатил закани кон ДА, градоначалничка на Скопје. Во разговорот тој потврдил дека поминал со возилото, но дека не упатил закани. Арсовска викендов инаку поднесе кривична пријава за наводните злоупотреби од страна на Висар Ганију, откако обвинителството претходно ја повика да ги достави. Според неа, чаирскиот градоначалник учествувал во коруптивни сделки за издавање градежни дозволи за згради за кои градот Скопје дал негативно мислење. Алфа праша во град Скопје каква е ситуацијата во другите општини и зошто таму не се лоцираат дивоградби, како и докаде е реализацијата на проектите од програмата, но до емитување на овој прилог одговор не добивме.